На вчерашната пресконференција откривме сомнежи за скандал во кој градоначалникот Зоран Дамјановски исплатил енормни и нереални суми за превоз на учениците. Според информациите со кои што располагаме, овде се работи за во просек 652 пати повисоки суми за превоз на ученици во споредба со општина Битола, која поради превозот на ученици е подлупана специјалното јавно обвинителство. Ние нема да зборуваме колку наплаќа општината Куманово од крајните корисници превоз на терен, како што се обидува да се вади Дамјановски, туку ќе зборуваме врз основа на прецизни математики и бројки и тендерирани суми. Имено во Куманово, градоначалникот Дамјановски свесно ги проширувал договорите за превоз на ученици, спротивно на законските одредби за бесплатен превоз на ученици, со што на фирмата блиска до СДСМ и овозможил да добива стотици пати повеќе приход од која било друга фирма која врши таква дејност во Македонија. Денес ќе ви соопштиме подетални фрапантни податоци за неверојатното расфрлање на народни пари од страна на градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски споредено со Битола. Според информациите со кои што располагаме, ако општината треба да ги демантира со факти и докази, кои еве до сега не ги гледаме, ако општина Битола и градоначалникот Владе Талески организирале превоз на ученици на дестинација Битола Добромири во должина од 14,7 км, цената поединечно по ученик изнесува околу 4,5 денари километар, додека општина Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски организирал превоз на ученици на дестинација село Табановце, село Четирце и обратно во должина од 14,6 км и цената поединечно по ученик изнесува неверојатни 2219 денари по километар или 500 пати поскапа цена по ученик за поминат километар. Уште еден пример се трошоците за дестинацијата Битола Брусник, која е во должина од 4,8 км, а просечна цена по ученик изнесува 8,12 денари за километар. Од другата страна, со недомаќинските договори кои ги склучил градоначалникот Зоран Дамјановски за дестинацијата село Љубодрак, село Ново село и село Униндол и обратно во должина од 4,7 км, граѓаните на Куманово плаќаат застрашувачки 2489 денари поединечно по ученик за километар или 306 пати поскапо. Еве уште еден пример за екстремно скапа платена дестинација во Куманово во споредба со Битола. Општина Битола за дестинација Битола Прилеп, која е во должина од 66 км, цената поединечно по ученик изнесува 1,93 денари по километар. Додека општината Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски организира превоз на ученици на дестинација село Војник, село Стрезовце, село Јачинце, село Довезенце, село Клечовце со должина од 59 км и изнесува 579,6 денари по ученик километар или пак 300 пати поскапа цена по ученик. Почитувани, ова е основан сомнеж за мега криминал во општината Куманово. Ова е основано сомнение дека се работи за грабеж кој се одвива во општината Куманово. Зоран Дамјановски авионски превоз да организираше за учениците, немаше да потроши просечно по 2741 денар по изминат километар. Заради ваквата работа на Дамјановски, општината Куманово се дави во долгови и хаос, а приватни фирми блиски до СДСМ се богатат со пари на граѓаните. Ги повикуваме надлежните институции да ги истражат документите за превоз на ученици кои ги склучила општината Куманово и нејзиниот градоначалник Зоран Дамјановски. Недозволиво е доколку се докаже ваков грабеж во име на учениците во Куманово, а на грб на граѓаните некој да помине неказнато. Благодарам. Имаме прашање? Значи, вака, пред да започне вашата пресконференција, во некаде во 12 часот одржа градоначалникот пресконференција и обвини дека имате елементарно непознавање на цените на превозот, бидејќи според тоа што тој го кажа, цената е изнесува 5,1 денар, а не 2700 денари како што ги обвинувате. Значи, реакцијата на Куманово е конфузна, што значи дека
скандал и не знаат како да излезат од таа ситуација. Од информации со кои што располагаме, општина Куманово и фирмата која што го врши превозот, патем која што и како што реков во пресконференцијата е блиска до СДСМ, имаат склучено договор од 83.558.601 денар за 5.008 ученици, кој да се обидува не може да објасни како е возможно да се добие карта од 4,2 денари дневна по ученик и самиот факт со што општина Куманово договарала таква дневна карта, а не превоз на ученици до училиште, е спротивно на одредбите од законот кој предвидува само превоз на ученици. Значи, општината Куманово, како што рековме, е патена во огромен криминал, скандал и затоа е разбирливо таа нервоза што постои кај нив и нивните неточни математики да се вадат од оваа ситуација. Зошто на пресконференцијава не излезе претеникот кој вчера обвини или пак председателот на општинскиот комитет, со оглед на тоа што се однесува за многу сериозна тема, туку ве пуштија вас како млад член на партијата? Тоа ќе се обрати на нив. Дамјановски утринов истакна дека финансовата полиција пред недела дена ги презела сите документи од општината. Зошто ако има криминал не реагирале надлежните? Значи, ние располагаме со информации кои што ги изнесуваме